Матурската прослава заврши трагично за 5 матуранти од Тетовско. Во сообраќајна несреќа загина 19-годишникот Теарце, уште 4 се повредени. Со тешки повреди во Тетовската клиничка болница е примена неговата 19-годишна сопатничка од Порој, која веднаш е префрлена на Скопска клиника. Во автомобилот биле уште тројца нивни врсници од Тетово, Пршовци и Теарце, кои со полесни повреди по укажаната лекарска помош се пуштени на домашно лекување. Несреќата се случила овде, на клучката после патарината, на влезот во Тетово од страната на Гостевар. Утрово околу 6 часот и 30 минути, сега веќе загинатото момче кој управувало со возилото, изгубило контрола и излетало од коловозот, а автомобилот се превртел. Од добиените повреди набрзо починало. Секторот за внатрешни работи Тетово непосредно пред одржувањето на традиционалните матурски прослави, во неколку наврати апелираше до матурантите да се воздржат од користење на возила, меѓутоа за жал, повторувам уште еднаш, нашите апели до некој очигледно не допреа. Причините за оваа сообраќајна несреќа се уште се истражуваат. Познавачите сметаат дека родителите често грешат, давајќи им ги автомобилите на своите матуранти за таа вечер да бидат среќни. Знаевме дека младите сакаат таа вечер да бидат главни, тоа е посебна вечер за нив како што и било за сите матуранти со генерации уназад. Матурската вечер е нешто посебно, дури секогаш матурската вечер е нешто поголемо од дипломирањето на било кој факултет или докторирањето. Дали тоа е поврзано со наполнувањето на 18 години и со завршувањето на нешто основно што мора да се заврши, нели средното образование сега е и со закон задолжително образование. Признавањето на една зрелост го потврдува и го потврдува со конзумирање на алкохол, тие се главни звезди на вечерта. Светот смета дека таа вечер треба да се врти околу нив и не се свесни за последиците. Затоа и проектот на Министерството за внатрешни работи беше да им се укаже на родителите, па родителите да влијаат на своите деца. Им беше исто проектот наменет и на наставниците. Значи, долго време пред матурските вечери бе обработувани теми токму за оваа проблематика, за да не дојде до такво нешто како што за жал денес се случило. Може би родителите би требало да бидат санкционирани што ќе им ги дадат своите моторни возила на своите деца матуранти. Може би тие размислуваат доколку не би им јадале колата, би им ја расипале матурската вечер, значи расположението на своите деца, и сакаат таа вечер нивното да биде најсреќно, значи да има покрај него другарки, девојки или дечковци, да има моторно возило, да можат да шетаат низ градот, да покажуваат колку се моćни, а всушност ја прават најголемата грешка што некој секако е веќе ја плати со својот живот, а цена за животот на младиот човек не постои. Според експертите и натаму треба да се работи со младите, но и со нивните родители и професорите, за да се спречат ваквите последици токму по матурските вечери.